Поздрав до сите. Гледам овдека некој често бори за македонски јазик, де ваков бил, де онаков бил, де... Сега е малку да кажеме нешто за кодификација на бугарскиот јазик. Таа кодификација кај него трае повеќе од, па да не речем, од 70 години, мислам. Значи, по создавање на бугарското кнежевство, нели, имало 3 официјални писмени, како да не речем, системи во Бугарија. Значи, Трновската, Каравеловата и Дриновата. Сега една јазична комисија е формирана, мислам, 1884, значи уште пред, но била неуспешна. Повторно се формира уште една комисија, сега не ме држат да збор дали 1892 или 93, и исто така таа комисија била неуспешна. До наредните години, значи се до кодифицирањето на бугарскиот јазик во 1899 година, се водат жестоки, како да кажам, јазични дебати околу тоа кој дијалект да биде основа на бугарскиот јазик. Од таа причина, мене многу ми е глупаво кога некој ќе ми каже дека Гоце, Даме или Јане или било кој други македонски револуционер зборел на некаков бугарски литературен јазик. После тоа, значи, после таа кодификација од 1899 година, направени се уште 2 преправки во бугарскиот јазик. Значи, првата е од 1921 година, кога овој министрот за култура, како му беше им презиме, мислам, Омрачевски или така, не знам, има направено на форма, мислам Омрачевски или Омарчевски, така некако. Сега, после 2 години Цанковски прави уште една реформа, значи, и во 1900, последната реформа е 1945 година, кога е утврден бугарскиот јазик. При сите овие кодификации, значи, имало голема разлика во бугарскиот јазик. Значи, во едната кодификација имало многу, биле толкави крупни именувањата, да дури во едната кодификација имало 35 букви, во втората 32, а на крај 30 букви, значи. Така да, мене ми е навистина сосема, пак повторно ќе нагласам, повторно глупо, кога некој ќе ми каже дека Гоце зборел на бугарски јазик. Да видиме состојбата кај македонците каква била. Мислам, значи, до 1944 година. Значи, на кој јазик, на кој писмо они збореле. Еве ќе ги наброиме. Према ќе почнеме од македонците екзерхисти кои биле. Значи, они воглавном пишувале со верзираната азбука на Дринов, но неофицијално пишувале на македонски народен јазик. Значи, секој по својот говор. А додека кога пишувале некои официјални текстови, они пишувале на бугарски јазик. Сега, македонците унијати, значи, као Гоце што било. Значи, они исцело пишувале со верзираната азбука на Марин Дринов. Но, онаму каде што е неофицијално, значи, они пишувале на македонски народен говор. Значи, обично, најчесто унијатите биле, нели, во Долновардарскиот дел, таму околу Кукуш, во тој дел. Сега, официјално, нормално, кога пишувале некои официјални текстови во бугарската држава, они пишувале на бугарски јазик. Македонците патриаршисти, значи, оние гркоманите кои што биле најголема групација во 19 век во Македонија. Значи, они пишувале на исцело на грчки јазик. А додека кога пишувале на неофицијално, они пишувале на македонски народен говор. Сега во тоа време српската азбука многу слабо се користела во Македонија на тој период. Значи, 19. век се до 1913 година. Значи, само има некаде во некои мали места во северозападна Македонија каде што била користена српската азбука. Меѓутоа, нели, после поделбата на Македонија во 1912-13 година, српскиот јазик и српската азбука станува официјална во Македонија. Сега овдека нешто да кажем што е многу битно, значи, во македонскиот јазик. Употребата на македонскиот и на македонскиот јазик, народен јазик, е трајна карактеристика на македонците која што се користи и ден денеска.
И тоа многу ретко во пишана форма, а многу често во говорна форма. Пример, еве ќе ви дадам пример еден. Јас неколку пати, пример, кога сум предавал по некои на студенти кои што се од внатрешноста на Македонија, да речеме од Охрид, од Струмица или од Куманово или од било каде, јас се трудам колку толку да им зборам на македонски литературни јазик. И ја им зборам на македонски литературни јазик, ми објаснувам, меѓутоа они после кога ме прашуваат на нивниот дијалект. Значи тоа и ден денес не може да се искорени во македонскиот јазик. Кога збориме за кодификација на македонскиот јазик, пример, македонскиот јазик е кодифициран 45 година. И има само една реформа. Значи, во 1947 година, кога оние скопскиот дијалект, жаргон или како сакате кажете го, она пишуе, запишуе, отпишуе. Ако ви текнува во филмот Среќна нова 1949 година, кога он актерот покојни Драги, како му беше презиме, не ми текнува, кога вели Исток не отпишуе, Запад не запишуе. Значи, таа промена е направена само на тоа пишуе и запишуе. Значи, ако видите во првите документи од Асном, што се од 1944 и 45 година, ќе видите дека таму пишува, пишуе, запишуе, отпишуе. Значи, тоа е единствената кодификација, промена на кодификацијата во 1947 година, која што е направена во македонскиот јазик. И сега, ако крајно глупаво е некој бугарин, пример, мене да ми објаснува дали македонскиот јазик е различен или исто бугарскиот. Пример, ќе ви кажам неколку примери, мислам каде што јас сум бил личен сведок, каде што македонци и бугари, значи во Банско, во Боровец, секаде, каде што многу тешко се разбираат. Значи, постариве генерации што се македонци ги знаат сите јужнословенски јазици, затоа што имале прилика да ги учат. Уз тоа нив им е лесно и да го разберат и бугарскиот јазик. Меѓутоа, младиве генерации што се, значи, до 30-40 години, кои што не го знаат ни српскиот јазик, ни хрватскиот, они многу тешко го разбираат и бугарскиот јазик. Ајде, толку мислам да не ви досеќам, бидете живи и здрави и ќе се слушнеме народен пат.